Во брз развој на настаните, Форд ја смени стратегијата за понатамошна електрификација. Според официјалното соопштение кое пристигна од Детройт, раководството на компанијата привремено го запира развојот на две најавени електрични возила, за што како причина се наведува поскромната побарувачка, а со тоа и слабиот поврат на инвестициите. А тие и не се така мали, бидејќи се работи за модели кои треба да се нудат само како електрични, а не како изведба на веќе постоечки бензински. Пазарното лансирање им беше планирано за идната година, што значи и дека нивниот развој не течел како треба. Постои друга причина која во Форд не ја споменуваат. Таа е дека американската влада одобрува субвенции во износ од $7.500, но само за првите 250.000 електрични возила од секоја марка, бројка што компанијата неодамна ја надмина. Новата стратегија сега предвидува помудро користење на ресурсите и пласирање на новите возила на пазарот во вистинското време за нив. Така, место на електричните поинтензивен ќе биде развој на хибридните возила и до 2030 година секој модел треба да има таква опција. Терминот пак за појавување на одложените електрични возила е поместен за 2027-та. Според податоците од првиот квартал годинава, електричните возила на Форд имаат забележано пораст на продажбата од 86, а хибридите од 42%.